Ви носиме интересна и несекојдневна приказна. Верувам интересно овој пат најмногу за сите љубители на животните, особено на коњите. Мојата денешна гостинка е Цеца Ѓоргиев, која што повеќе од 2 години е професионален тренер за јавање на коњи покрај нејзината првенствена професија како економист. Во продолжение на овој разговор ќе ни открие која е разликата, ќе направиме споредба помеѓу рекреативното и спортското јавање на коњи, но исто така и како започна оваа приказна, односно како се појави љубовта кон коњите токму кај неа и покрај тоа што напоменав дека нејзината првенствена професија е економист. Да и посакаме добро утро на Цеца Ѓоргиев. Добро утро, ви благодарам на поканата и добро дојдовте во Коњичкиот клуб Бравадос. Кога за прв пат се појави таа љубов, таа конекција помеѓу вас и коњите и покрај тоа што напоменав и на почетокот дека вашата првенствена професија е економист? Од мали нозе имав кобила, па можам да кажам од 7-8 годишна возраст, баш како мала. Понатака љубовта кон коњите исто се развиваше и стануваше се посилна, за да еден ден се одлучам да почнам со часови по рекреативно јавање, да научам да јавам правилно. И потоа стана малку и по-професионално. Денес, после 15 години дружба со коњите, можам да се пофалам дека сум и тренер по спортско и рекреативно јавање. Дали сметате дека таа конекција помеѓу коњот и човекот може да биде подеднаква како помеѓу човекот со домашните секојдневни миленици, така да кажам, како омачињата и кучињата? Различно е, не може да се каже дека исто, бидејќи коњот како миленик, нели, живее надвор од нашите домови, како што е случај тука во Штали, додека куче или маче се 24 часа со нас обкружени и кучето, например, или мачката полесно се врзува со човекот. Меѓутоа, интересното е тоа што бидејќи коњот не е присутен повеќе часа во текот на денот со нас, него неколку само додека нели ги јаваме, има посилна конекција. Коњите се навистина многу специфични животни, многу интелигентни животни, тие имаат меморија, распознаваат гласови, распознаваат и луѓе, движењата на луѓето, покажуваат исто така емоции, наклонети се кон човекот и е навистина едно убаво искуство кога нели толку големо животно од 600-700 кила е вистински пријател на човекот. Еве, лично вие, како стапувате во таа конекција со коњот? Дали преку самото јавање или попатно оди и таа грижа, тоа зборување на некој начин? Да, значи пред јавањето постојат многу други работи за да се дојде нели до степенот на јавање, како што е чистењето на коњот, чистењето на копита, давање моркови, шекерчиња, зборување со коњот, значи коњите се и неверојатни слушатели, тие секогаш ќе ги слушнат нашите проблеми и никогаш нема да ве издадат. Затоа за мене коњот е најверен пријател. Да, колку повеќе време се поминува со него, толку поголема е приврзаноста и пред се треба да немаме страв кон коњите, затоа што они го осеќаат тој страв и така стануваат и они несигурни во човекот и се плашат исто и они. Го чувствуваат нашиот страв, ние им го пренесуваме нашиот страв. Затоа ја секогаш се трудам на сите кои доаѓаат да јават нели за прв пат да го тргнат стравот на страна, да се опуштат, да почувствуваат навистина една преубава енергија, едно искрено вистинско пријателство и да се опуштат, да ја почувствуваат и среќата што коњот на крајот од денот, на крајот од тренингот ни ја дава. Тоа е едно уживање. Кои се главните разлики помеѓу спортското и рекреативното јавање?
Рекреативното јавање бара 3 пати во неделата, додека спортското јавање бара навистина ангажман од 6 дена во неделата. Има еден ден понеделник е неработен, односно коњите одмарат и спортистите, но тоа не значи дека коњот останува во бокс, тука секогаш персоналот се труди коњите да излезат надвор на прошетка. Меѓутоа одморот е, да речеме, од јавач, од седло, од опремата што ја носи коњот, узда, жвала и така натаму. И да, рекреативното јавање се на тренинзи почетно, ајде ако збориме за почетници, одржување на баланс, прво конекција нели со животното и со коњот. Тука е добро што од школските коњи луѓето, децата или возрастните, луѓето што доаѓаат на часови, може и да сменат коњ, да почувствуваат дека коњ се јава на еден ист начин, меѓутоа секој е различен. Значи, сите коњи имаат различно движење, различен ход, различен кас, различен галоп. Спортското јавање зазема поинакви вежби, имаме план и програма како се тренира и како се вежба, за да дојдат до скокачка кондиција и коњот, па и јавачот. Значи, навистина повеќе труд и да се достигне до прескокнување на пречки. Еве веќе кога ги напоменавме почетниците во оној дел за рекреативно јавање, дали можеби препорачувате или сметате дека одреден дел на луѓе не е наменето за нив тоа рекреативно јавање? Дали игра улога првенствено тој страв кој што го напоменавте на самиот почеток? Да, секако, меѓутоа да, има луѓе што навистина сакаат коњи, има луѓе што навистина и се трудат да научат, меѓутоа како во секој спорт, ајде, треба малце и талент да се има, односно тука бидејќи е животно и не имаме контакт со коњ, жива материја, не е топка, не е рекет од тенис и слично, па ајде, нели, да бидеме поопуштени, нормално е да постои страв. И најголема пречка е стравот. Меѓутоа има луѓе и покрај тој страв некако успеваат и се трудат. Имаме тука исто луѓе што прв пат се качиле на коњ, се плашеле, па останале да јаваат, купиле своји грла, своји коњи, доаѓаат почесто, јаваат рекреативно и уживаат. Дали има разлика во пристапот кога тренирате деца и кога работите со возрастни? Има разлика. Со тоа што, например, кај дете малце потешко, бидејќи е дете, кај возрастен е малце полесно, бидејќи ги разбираат, побрзо ги разбираат работите и побрзо правиме комуникација тренер и јавач. Ризичен е спортот и нормално малце е по стресно кога се работи со деца, меѓутоа тежината е иста и за возрастни и за деца. Значи секогаш гледаме тоа да биде безбедно по јавачите, по коњите исто така. Се случува понекогаш нели и немили настани да паднеме од коњ, меѓутоа на крајот од денот да заврши се тоа добро. Децата помалце чувствуваат страв за разлика од возрастните, тоа го имам приметено. Меѓутоа е индивидуално, значи постои и кај деца страв, меѓутоа повеќето од децата се некако бестрашни за разлика од возрастните. Велите ризичен спорт. Да, при самото јавање би можеле нели да паднеме од коњ, да се повредиме. Кои се оние други ризици кои што би можеле да не се случат? И дали најголемите ризици постојат кога не ги следиме правилата како почетници? Па најчесто да, бидејќи ние секогаш тука нагласуваме не сме да се поминува позади коњот, бидејќи тој не намерно, може би да избрка мува, да мрдне со опаш, па тоа боли кога коњ ќе те удри со опашката, навистина боли. Вие сте имале такво искуство? Да, многу пати.
Исто кога се чисти конјот, нели е внатре во бокс, треба да се внимава и односно да се имаат добри рефлекси, бидејќи тој може да мрдне, да не згазне, тоа исто така многу болно. Да, се случува понекогаш и да паднеме, фала Богу, до сега не сме имале некои страшни повреди и последици. Секоја нешто си има и позитивни и негативни страни, тоа е факт. Долго време работите како тренер. Еве ми ја раскажавте всушност приказната и како започнала таа љубов и ми напоменавте информации околу рекреативното и спортското јавање, но лично вас, што е она кое што најмногу ви исполнува во таа улога? Збориме од рекреативното и спортското јавање? Да. Па подеднакво, кога се пренесува знаење и кога гледаме напредок кај јавачите, па и кај коњите, нели многу нормално, нема побава сатисфакција од тоа. Јас сум секогаш да го одберам спортот, бидејќи сум спортист, сум се надпреварувала. Нема ништо побаво тие надпреварувања, таа дружба, кога одиме по надпревари кај нас овде и надвор од границите на Македонија. Меѓутоа, од друга страна е убаво кога нели гледаме некој што за прв пат почнува и расте и се надградува и учи и сака и има талент и купува конј и се труди. Подеднакво е уживањето во двата дела. Дали игра улога само таа волја и љубов за рекреативно јавање и следењето на правилата, или пак игра улога и возраста? Дали за повозрастните лица би препорачале да се занимаваат со рекреативно јавање? Овој спорт нема поделба на мажи и жени, него сите сме во една група и кога се надпреварувања не се делиме на мажи, група од мажи и група од жени, е единствен спорт каде што жените и мажите имаат еднаква улога во спортот, како и возраста. Значи, од 7, секогаш кажувам, од 7 до 77, доколку некој навистина сака, има љубов кон коњите и јавањето, значи не мора секој да спортува нормално, него и рекреативно, се добредојдени, не постои возраст од 7 до 77, па и понатака. Исто и во свет, значи надпреварувањата не се делиме на има сениори, има јуниори, има young riders, млади јавачи, амазонки, меѓутоа возраста тука не игра никаква улога. Како изгледа еден типичен ден со коњите од утро до вечер? Поискрено да ти кажам, релаксирачки, значи кога доаѓам тука заборавам дека светот понатака постои. Тренинзите обично ги закажуваме, работиме со термини. Ги поздравувам коњите, некој конј ќе пуштам надвор, ги чекам децата да ги спремаат своите коњи да излезат надвор, тренираме, се смееме. На крај исто, ако треба, и јавам и јас, така да убав еден релаксирачки ден, значи не би сменила ништо. Овде има 4 кончиња, ако не се лажам? Да. Кои се нивните имиња? Квакс, првиот таму, Наполеон е сивото конче, тој е исто школски конј, Рали, и тоа е Били. Кој е најрасположен за дружба, вака според вас? Сите се расположени. Да, значи коњите овде се 24 часа, има некој со нив, никогаш не се сами, тие се навикнати на дечиња да ги галат, и на возрастни, навикнати се и на тој детски џагори смеа кога ќе влезат децата во штала, се многу добро социјализирани и фини коњи, ги свалив ете така, ама сега кога ми се колеги во работата, па и морам. Каква храна се предпочита за коњите? Коњите јадат сено и јачмен и овес, добиваат и готова храна, брикети, исхраната се базира на
тоа кој конј што работи и колку работи. Нормално дека спортскиот конј му треба плюс дополнителни суплементи за зглобови, мускули. Сите добиваат витамини, минерали, што е нели со нормален дел од исхраната, ако сакаме да имаме здраво животно и животно што ќе работи. Јадат јачмен, овес, кажав, да, и секој различно, значи ни еден конј нема иста грамажа во храната. Верувам дека навистина е потребно и големо одржување на хигиената кај коњите. Како оди тој процес од тој аспект? Во однос на чешлање на коњите, можеби одржување на таа хигиена? Да, значи вака, ние како тренери тука ги обучуваме нели нашите почетници јавачи, како се чисти конј, како се чистат копитата, како се седла конј, ги учиме кои се делови од опрема, бидејќи има доста работи, кај некој коњи има покомплицирани работи, кај некој помалку комплицирани работи. Имаме шталски персонал, кои се тука нон-стоп, каде што чистат во боксовите. Они се загрижени за тој, задолжени за тој дел. Генерално секој јавач си го спрема својот конј, меѓутоа кога се работи за почетници, тука сме ние, им помагаме ние, се додека не застанат на прави нозе и не направат повеќе грешки при седлањето. Како гледате на иднината на јавачкиот спорт и рекреативното јавање во Македонија? Дали гледате потенцијал за повеќе да се развие кај нас? Имаме 3 клуба во Скопје, меѓутоа и надвор од Скопје гледам веќе има тури по планини и слично, на повеќе места низ Македонија, тоа е навистина добро, купуваат луѓе коњи, прашуваат за совет околу изборот на конјот кој што сакаат да го земат. Така да, има се повеќе млади што спорам тинеџерскиот свет, што се заинтересирани, што доаѓаат на јавање, што поминуваат по неколку часа овде, се дружат и навистина сметам дека тоа е еден правилен избор и дека не сгрешиле. Подобро е во природа и со коњи отколку дома пред компјутер. Толкому така, верувам на некој начин дека со овој разговор и сите овие информации го потикнавме интересот кај нашите гледачи. Уште еднаш пред самиот крај, која е вашата порака до нашите гледачи? Како да го победат тој страв и да го поминат своето слободно време токму во рекреативно јавање, наместо да го поминат слободниот ден пред телефоните и компјутерите? Стравот се поминува, се победува со самото тоа што ќе се соочиш со него, така да јас секогаш пак ќе кажам, секој што сака, а се двоуми, е убаво еднаш да дојде, да проба и понатака ќе одлучи дали сакаат тоа, да, дали е за нив или не е за нив. Некој се пронаоѓа, некој не се пронаоѓа, но не се греши ако се дојде и се проба. Ви благодарам многу за одвоеното време и драго ми беше што имавме можност да го направиме овој разговор токму овде на оваа прекрасна локација. Ви благодарам и на вас.